Бегалците на Едумени поставија шатори на пругата пред граничната линија на Македонија. Возот кој вчера сакаше да премине од другата страна беше спречен. Половина од возот заглавен остана на грчка страна, а другата половина се повлече кон железничката во Гевгелија. Бегалците лежат на пругата и демонстрираат се погласно Европа да ги отвори вратите. Камповите кои беа поставени пред влезот на Македонија синоќа не беа доволни 14.000 бегалци да се згрижат. Ноќта ја минаа во малите шатори. Илјадниците шатори кои се на другата страна од жичената ограда стигнаа веќе и до селото Едумени. Местното население стравува за нивната безбедност, пишуваат грчките портали, иако е очигледно дека има зголемен број на безбедносни сили. Покрај немањето доволно храна и вода за пиење, немаат ниту лекови. Сабран од Сирија после 10 дена премина на македонска територија. Вели дека ужасни се условите на грчка страна. Им давале дневно само по еден сендвич. Немало ниту основни лекови за децата со високи температури. Заминува за Германија, каде ја чекал сопругот. Таму се премногу луѓе, нема за сите доволно храна, даваат дневно само по еден сендвич. Хигиенските услови се еднакви на нула. Синоќа децата измрзнаа на дождот. Има огромен број на деца со високи фибрози. Ни велат дека ние не сме виновниците за затварањето на границите, туку земјите на Унијата. Грција почна да живее со хуманитарна катастрофа која предвиде пред некој ден УНХЦР и УНИЦЕФ. Денес излегува со податок дека над 2500 деца синоќа останаа на отворено на дождот и ниските температури на грчкиот камп пред македонската граница. По социјалните мрежи упатуваат силни критики кон неодлучноста на Европската унија што понатаму овие луѓе кои се во се поголем број пред македонската граница пишуваат дека достоинството на овие луѓе е сведено на минимум.